Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Милан Стефановски, аналитичар, безбедносен експерт. Добре дојде. Добро ве најдов, на вас и на гледачите. Спомнав за безбедносното поле кое што е твој факт, токму за жал пред неколку часа се случи нешто немило во Македонија, за среќа без смртни последици, но беше пукано врсносителот на советничката листа за Липково, Зекирија Шахини е неговото име, носител е на ДУИ. Првичните сознанија на јавното обвинителство кои што беа истакнати пред малку наведуваат дека нема политички мотиви, најверојатно можеби и нешто криминално да има, не тој криминалец, туку некој да нешто се замерил со него и слично, но значи ли ова можеби од друга страна, бидејќи се уште нема докази околу тоа што се случило, жештување на албанската политичка сцена, за жал се очекуваше, се надевам дека не е тоа. Како гледаш ти на ова? Да, во основа сигурно мотивот, без разлика дали бил политички или не, говори тоа дека влегуваме во фотофиниш на самата изборна кампања или кулминацијата од изборната кампања. Во два сегмента може да се анализираат дали бил припадник на политичка партија или не, можеби поирелевантно сега да говориме можеби покредибилно е да видиме дали тој човек би заслужува да биде носител на некоја јавна функција, во смисла дали он инкриминиран, дали имал недоразбирање и така натаму. Второ, политиката е сериозно јавна работа. За жал, ДУИ во овој вербален наратив во таа кампања ја долива масло на огнот, се конфронтира веројатно со политичкиот противник кој по сите анкети говори дека резултатот ќе биде тесен или некаде има влен фаворизирана улога. Во таа смисла треба да има една деескалација и во политичка смисла, но и системот треба да превенира луѓе кои можеби имаат и криминално досие, бидејќи можеби политичката кампања да биде мотивот на неговата експонираност. Но од друга страна сепак треба да сите да внимаваат во јавниот дискурс какви пораки ќе пратат. Генерално сега ќе се налепат сите проопозицијски медиуми дека во Македонија има некаква си ескалација. Ќе го искористат. Ќе го искористат. Нема идеални избори, тука и во Европа и секаде, во Америка има изразено политичко наследство. Многу е важно како системот ќе одговори на сето ова, ќе го превенира, но одговорноста е кај сите политички чинители. Се надевам нема да не се повторат оние избори. Чинам 2008-та беа најкатастрофалните со пукања кога имаше на избирачки места и слично, но еве имавме во претходниот период пред 2 недели двајца кандидати за советници на СДСМ од Струмица, кои што беа фатени на камера како претепуваат крвнички странски државјани. Но еве помина и тоа, но она што се случува во албанскиот блок се вели дека таму врие. Дека врие, не бадијала, покажуваат и анкетите. Морам и поради АВМУ, агенцијата, да ги прочитам информациите кои што се однесуваат на еве денешната анкета која што излезе, односно вчера е објавена на објектив на МТВ. Таа вели дека резултатите покажале таму дека најмногу 27,5% од граѓаните на Чаир имаат доверба во кого друг, ако не во Изет Меджити, а за Бујар Османи ќе гласаат само 24,2%, односно 3,nešto% помалку. Од друга страна е и Вреди, односно Вреди има доверба од 22,4% наспрема ДУИ кој што има 20,3% во Чаир. Ова е анкета направена од Институтот за политички истражувања Скопје, ИПИС, проведена за МРТ во текот на октомври на примерок од 1004 испитаници преку телефонско анкетирање на жители на Чаир. Чаир беше бастион на ДУИ, така? Еве сега гледаме дека она што го покажа митингот на прв и на ДУИ и на Вреди во Борис Трајковски не беше случајност. ДУИ дојде со автобуси. Вреди дојдоа со коли, со автомобили и дојдоа пешки и немаше каде да помине човек, булеварите беа затворени, што покажа поинаков сооднос на силите. Знаеме како функционира товарањето по автобусите со сендвичи, тоа е партиска друга работа, ова е луѓето сами доаѓаат. Еве го Чаир и анкетата на ИПИС, тие покажуваат исто така дека
нели, работите не се токму онакви какви што сака да ги представи Дуи и не бадијала е таа паника во нивните редови и за жал не само паниката, туку радикалниот вокабулар. Повторно УЧК, чизмите, па делење од Македонија, па што веќе не беше кажано од страна и на Ахмети и на останатите негови сопартици. Така што еве, уште ова ми беше токму да презентираме дека не е сјајна работата за Дуи и дека она што се вели дека врие во албанскиот блок не е бадијала и дека вреди на вистина оди напред, дека тоа не е само фиктивно, тие си го кажуваат. Да, дека вреди, на вистина вреди, говори тоа дека воочена е и видлива е фрустрацијата на Дуи и на теренот и во јавниот дискурс и пораките што доаѓаат од лидерот на Дуи. Секогаш кога Дуи и фалат некој одреден политички поен, одбира за жал веќе застарена тактика, тоа е етнички карти, поделби, војни. Мислам дека нема здраворазумен албанец кој би се налепил на таа приказна. Тоа говори дека они имаат недостаток на реал политика. Анахрона политика, низ времето, може би 100 година стара, би рекле дека и повеќе. Во ред, или Дуи доаѓа од кампусот на УЧК. Во ред е тоа некаде можеше да се тоа прифати пред може 10 на 15 години, но доаѓа момент каде што и албанците еволуираат во смисла на политичка зрелост. Во албанскиот политички кампус, затоа што веројатно е тесна разликата или вреди некаде и имаат убедливо водство, говори тоа дека они се очени во делот на тие политички. Затоа реков, многу е важно вие во јавноста да имате политичка зрелост. Ви лесно може да запалите ситуацијата, било каде на Балканот. И фрустрацијата говори од Ахмети, мене ми остане тоа од прилика како пешеток, дека нели албанците би оделе во Албанија, македонците во Бугарија. Би било срамота од човек кој бил можеби 20 на година на власт, ако не направил доволно, он е свесен дека направил доволно услови албанците да функционираат и да живеат и да творат на ова подрачје, да бидат приморени да одат во Албанија. Тоа говори за неговата неуспешност на тие политики, бидејќи ако го направил за албанците доволно на политики кои би имале пристоен живот, зошто би дошло до таква, нели, поделба. Миграција, да. Од таа причина, затоа и во војдот е многу важно, политиката не за секого, посебно не за криминалци, посебно не за политички екстремисти, бидејќи не е созрено со времето. Сега ние сме земја членка на НАТО, одиме кон пацификација, одиме кон европски вредности, одговорноста е да изградиме едно здраво општество, политиката еден ден ќе заврши, ние треба да живееме повторно, но за жал, кај се да се Дуи, во оваа година дена е воочена фрустрацијата, не учат лекцијата, влегуваат во се подлабоки проблеми, креираат проблеми, но граѓаните мислам дека се доволно зрели да може да направат споредба и анкетата говори во таа насока дека што и да прават, оформено мислењето. Така. Таму постои шанса и за победа во прв круг. Зошто? Затоа што на следното прашање на истата анкета, доколку се одржи втор круг, за кого би гласале, повторно имаме и тоа поголема предност на Меджити од 28,8% наспроти 25,4% за Османи. Повторно уште нели една лоша работа би рекле за Дуи, кој што нели нафрлија еден ретро анахрон наратив. Од друга страна па тука имаме македонската опозиција, тоа е СДСМ, која што се покажа како тотално безидена, која што албанците не вреди тера сосема поинаква кампања, Дуи тераше некој наратив со УЧК и слично. СДСМ пак на локални избори што направија, извадија стожер да им биде Европската унија, наводната неспособност на актуелната влада да нели ја протурка Македонија во Европската унија, барањето за прифаќањето на уставните измени за Бугарија, црвените резолуции, односно резолуцијата со црвените линии на Филипче, која што доаѓа од некој си дел изгледаше како со црвени фенери, да не речам, малку е невкусно, но нели беше премногу антимакедонска за да бидат црвени линии како и да е, но еве наметнување на тема Европска унија во локални избори, каде што прашањето е на улицата, на
паркот, на градинките дали ќе ги има, на осветлувањето, на јавното, не знам, јавниот превоз, хигиена, а вие ми наметнувате прашање на Европска унија. Колку вас зборува за безидејноста на македонската опозиција? По две компоненти можеме да анализираме. Прво, оние ја протежираат оваа тема во јавниот дискурс затоа што се свесни дека не можат да парираат на ВМРО-ДПМН во однос на реалните проекти. ВМРО-ДПМН и сега има голем број на градоначалници кои имаат реални проекти. ВМРО-ДПМН има многу успешна меѓународна дипломатија, многу е предпазлива. Можеме да анализираме дали Европа сега посакувана, има ли проблеми во Европа, има ли во Европа желба да има проширување, тоа е една дебата. Од друга страна, мислам дека сценариото зошто СДСМ ја пушти во оптек оваа резолуција е тоа што они се заложници, така избра, на бугарските тајни служби. Никој од нив, од лидерството на СДСМ, не ги тераше да крадат и сметките да им бидат во Бугарија, на нив и нивните бизниси, личните сметки, со тоа што они практично се детектирани од бугарските служби и се мора да бидат нивни соработници. Зошто Бугарија има интерес оваа резолуција да биде ставена како тема, актуелна тема во контекст на локални избори, нема никаква логика, нели? Се согласувате и зошто СДСМ мора да го протажира. Ако вие освен сте политички екзибиционист или политички самоубиец во ликот на СДСМ, нема никаква логика вие да го правите ова кога знаете кој е мислењето на јавноста, кога знаете дека сега со партици, па СДСМ е партија оформена врз бугарофобија, не врз бугарофилија. Да, нивното членство него сега јасно, но прашањето зошто морате да бидете приморан да действувате вака. По моја претпоставка, по моја логика, веројатно притисокот на бугарските тајни служби е да ова го направат со цел на Европа да покажат дека Бугарија нема проблем, освен Бугарија со влегувањето на бугарите во уставот, туку тоа е домашен проблем на Република Македонија, дека таму има каква таква опозиција која ги следи барањата на Бугарија и дека таму има сериозна дебата, мислејќи за во Македонија, и дека проблемот е во македонската влада односно во ВМРО-ДПМН. Тоа е целта, друга цел нема, со тоа што ќе ги нарушат македонските државни позиции, ќе ги зајакнат бугарските државни позиции и ние во пресред на било кој самит, ќе може било кој евродипломат да каже во ред, вие си имате проблем со опозицијата, они сакаат ова да го направат, занимавајте се дома. Тоа е антидржавен елемент, ова е антидржавна стратегија, не може да биде прифатена. Јас ја читав неколку пати резолуцијата и во дипломатијата, каде што они се комплетно неуки, не може црвените линии да бидат базичните линии. Основата на темелност на државата се може би црвени линии, но ние не можеме се браниме. Вие кога сте нападнати, најлошо се браните дома. Вие треба да се браните во влезот на улицата, за да имате тактика, односно да имате простор да се повлекувате и да давате. Црвените линии, они што ги имаат напишано, тоа се државни стратешки позиции. Затоа бугарите во уставот е тактика каде што ние мораме да го свестиме и светот и Европа и тие во Бугарија, дека тоа ќе следи, но која е гаранцијата дека тоа ќе биде последно во барањата кои се надвор од копенгагенските критериуми. Во таа смисла тоа е добра стратешка одлука на владата да открие на светот дека во Бугарија има друга позадина и дека воопшто не Бугарија заинтересирана Македонија да биде земја членка на Европската унија. Едноставно немаат интерес, бидејќи таму ќе идеме равноправни и веројатно ќе се откријат понатака многу проблеми кои Бугарија ги има правено во Македонија и сите тие нарушувања на човечките права и така натаму. Во таа смисла мислам дека СДСМ одбра да биде пета колона на бугарската тајна служба. Измеќари и да направат огромна штета со самото тоа што го пуштија во јавниот дискурс и во оптек, прашањето да воопшто дискутираме за работи кои нема дискусија, се знаат кои се македонските црвени линии
И воопшто тоа што ние сега дискутираме и се занимаваме, тоа само го храни ја храни Бугарија и делови во Брисел. Тоа е непроценлива штета на СДСМ тоа што го прави. Дефокусот е вториот елемент. Они немаат да парираат на реална политика и ќе збориме дали ВМРО ДПМН и лидерството проевропско и така натаму. Катастрофа во основа. Не да набројуваме проекти кои што направил, зошто направил и некој зошто не направил, туку ќе зборуваме за Европската унија и за Бугарија, но како гледаш, еве токму денес имаше пресконференција сериозна со сериозни обвинувања од страна на пратеникот Бране Петрушевски, кој што изнесе податок дека најверојатно се работи за Бојко Борисов. Поранешен бугарски премиер примил од Заев наводно стик со прислушкувани разговори на македонски политичари, тоа се сигурно политичарите од македонскиот кампус на ВМРО ДПМН, нели? Не верувам дека е некој друг, но исто така му отворале пат да купи две големи македонски фирми, од кои што едната е македонска голема телевизија. Сега, големи македонски телевизии се првата четворка, тоа е Сител, Канал 5, Алфа и Телма. МТВ никој не може да ја купи, останатите ова се петте национални, Алсат нема да ја купат заради бугарски интереси, нели, да не се лажеме. Алфа дефинитивно не можат за тоа што Алфа постојано беше на браникот, ова е во тие 7 години владење направено, остануваат трите телевизии кои што се можни, нели? Тука треба да се направи математика, некои истражувања, но дали ти звучи неверојатно ова? Оној Заев, кој што го знаеме, кој што се направи, да го направил тоа, да дал буквално аргументи за да ги тие политичари што му пречеле да ги тргнат бугарите преку своите служби и сето тоа што следува во Европската унија, нели? Но и да купи телевизија за бугарска пропаганда. Дали ова нешто научно фантастично или сепак за жал може да биде и многу реално? Не, тоа е сигурно многу реално, бидејќи видите сега профилот на Заев да го анализираме во медиумскиот простор, мислам дека граните веќе има дадено за него суд, има мислење, фоторобот, користен идиот во историјата на тоа кажа и мислам, руските пранкери го кажа и сите тие негови политички излети, видете, од безбедносен аспект. Сериозна разузнавачка служба, како што е бугарската разузнавачка служба. Прво, кога сакаат да имплементираат политика на разузнавачко суверзија е да најдат профил каде што ќе го контролираат и ќе им требаат политички профили на тие кои не се во добри, например, односи со бугарската политика, да ги компрометираат. Ако можел Заев на чаушта му ги даде, бидете сигурни дека има дадено во бугарската разузнавачка служба информации, се со цел, затоа реков тоа е антидржавни елементи и тоа е кривично дело кое сериозно се затира во Европската унија, 5, 10, 15 години затвор, за да може да ги компрометира македонските тогаш опозиционери и лидерството на ВМРО ДПМН, кои сега се на власт, за да може да им намали нивната политичка моќ и меѓународна, токму знаејќи дека ВМРО ДПМН никогаш нема да се согласи да бидат нарушени македонските стратешки интереси и по прашање не само на Бугарија и на другите соседи кои имаат отворено практично недоразбирање со нас во делот на нација, на идентитет и така натаму. И една бугарска разузнавачка служба, бидејќи сепак тие биле етаблирани во ракописот на КГБ и на СССР, ова им е потребно и сигурно видите дека им е дадено. Како гледаш на моментот на воскреснување на Заев на македонската политичка сцена, нешто што се случи вчера, се јави, навистина се јави, иако многумина велеа дека и велат дека требаше да си остане скриен, еве излегуваат нови работи за она што правел, предпоставам доколку беше мирен и си седеше на грчките плажи или во Дубај, ова немаше да се случува, но очебено тој не издржа неговиот пулен, оној што го октруираше и го постави на тронот, да не се важаме, истото го направи и со Филипче, претходно и со Ковачевски, тој го шеташе по собери, па го стави за председател, во исто така и во Грција го носеше, па го стави за председател. Дали сега, гледајќи дека СДСМ не му се пишува добро, ќе ги спомнеме повторно анкетите, ќе дадеме и бројки кои што го кажуваат тоа, но дефинитивно не им се пишува убаво, дали ова обид да го спаси својот послушник, измеќар, како и да го наречеме. Ова се спасува себе си. Но дали е ова
да не е контрапродуктивно малку повеќе, имајќи предвид за кого зборуваме, имајќи предвид дека делото е исто членство, па не е многу заљубено во таа ситуација која што ја создадоа токму овие луѓе, ако не се сомнева некој во нешто, такво може да види на кој ниво е сега СДСМ по бројот на пратеници, по бројот на гласови. Мислам, математиката е многу едноставна. Нив исто им се фаќа. Они се свесни дека нивниот каков таков беден политички рейтинг или оди надолу или стагнира, и секаква политичка логика говори дека Заев би требало да биде дистанциран или на некој начин па вештачки да биде скаран со Заев, но он не е воскреснал затоа што он е во ликот и делото на Филипче е во постојано во политиката, затоа он го постави и контролира процесите. Во таа смисла мене не ме чуди неговата реакција. Јас дури ја очекував дека он ќе сака да се умеша, чисто од каприз дека еве јас сум човекот кој се уште ги држи конците во СДСМ, несвесен дека тоа, он е политички несвесен од секогаш, дали било глобал, дали било 1 евро за вицето, тоа е профилот на Заев. Него му се исто фаќа и веројатно не ни размислува колку политичка штета прави на СДСМ и на членството на СДСМ. Кај вас анализиравме, добро Македонија има здрава опозиција, тоа е коректорот на власта, нема идеална власт, но бидете сигурни дека тоа во ликот на Филипче и Заев е невозможна приказна. Сериозно ќе треба да размислат после изборите, ќе се случи катастрофа, да може да најдат некаков профил на човек кој повторно СДСМ треба да ја гради од поново. Очекуваш ремонт таму да се случи, некој да си понесе одговорност или потешко ќе оди? Мене ми изгледа дека тешко е дека ова раководство кое што е најкатастрофалното раководство досега во нивната историја, дека ќе смогне сили и храброст, но и доблест да покаже и да се тргне од местото каде што не треба да биде, да дојдат некои вистински социјалдемократи што си ја сакаат и Македонија, и за разлика од овие досега. Ова е сега како некој NGO клуб од бившите Соросови филијали собрани таму, меѓу нив и Филипче, кој што исто така не беше баш некој прекален социјалдемократ, онаа пак неговата подпредседателка Фани кажа дека 2-3 познавала во СДСМ. Па и не си толку од прилика, и не си толку знаат, и била искрена. Така, но еве очекуваш ова раководство да понесе одговорност, еве каков таков еден Заев се тргна по 21-та година кога виде дека нели беше црвен картон Ковачевски, по црвениот картон на парламентарните избори кој што беше дно на резултат, и тој каков таков, уште полоша верзија на Заев, иако мислевме дека нема, имало, нели, се тргна и тој, не се тргна, ги тргна Заев, малку ги разнестуваше, нели, ова беше некоја си рокада. Еве го Филипче сега, има шанси да го има најлошиот, а веројатно ќе го има резултат во историјата на СДСМ на локалните избори. Мислиш дека ќе има доблест да се тргне од претседателската позиција? Лидер не е, знаете што мене ме плаши? Вака, по секој физички закони, се што се распаѓа, се раѓа однова, ама СДСМ може да ме демантира во тие физички закони, затоа што мислам дека 30 на години, колку и да се на политичкава сцена, и може и повеќе, никогаш изборот на лидер на СДСМ не бил реален и вистински. Таму секогаш имал некој клон, секој сакал да пушти некаква линија, некаков конец на влијание. Бранко, Бучко, дали била Шекеринска, Заев, по никакви нелогичности стана лидер, така натаму. Добро, Бранко сфати дека премногу требаше да направи она што го направи Заев. Мислам дека тој сфати каков таков дека не може тоа да го направи и се тргна на време за да го остави овој, што го кажат и нели со фотороботот, најсоодветен за нечии служби да направи се што треба. Да се посетим, он имаше повеќе тоа што треба. Ми излегува во аптека кога ти текнува SMS пораки, ме спремаат од надвор. Да, чадорот. Чадорот, храдина и тачи и така натаму како. Значи се говори дека една политичка делајла, ама СДСМ има проблем да најде реален, автентичен социјалдемократ кој ќе израсне во лидер каде што ќе има реална програма, реални проекти, ќе биде патриот. Мене ме плаши дека во СДСМ тоа е веќе исчезнато. Да. И еве гледате се фигури како Фрчковски исполнуваат медиумски простор. Тоа е очај, вие да се вратите на човекот познат со куферчиња.
и со продажба на буквално Така. на обиди на името и да не се навраќаме толку многу, го пропусти имовар и така натаму, но тој е човекот кој сега има медиумски простор, веќе нема таму кој. И тоа е деструктивно за тоа е очајно за таа политичка партија. Не можеме да имаме надеж дека ќе се вроди некоја сила, ќе им треба веројатно поддршка и од медиумите да престанат да рекрутираат лидери и каде што ќе им бидат практично чувари на нивното азно, на златото, на парите, на влијанието, да не се оди по затвори така натаму. На слободата. Да, на слободата, и тоа е опасно, бидејќи па се да самолијата го фрустира, па прави вакви антидржавни чекори и обременува политичката сцена, влијае на политиките на владата, бидејќи сепак и во Европа има политички сили кои секогаш може да злоупотребат таков политички субјект. Во таа смисла мислам дека еднаш треба да стане вистинска политичка опозиција. Или да се шкартне од политичката сцена. Видете, во Грција имаме примери, Многу примери, и низ Европа, ако вие не најдете. Пасокизација е терминот, така. Да, пасокизација. Но дали се случи нешто не случајно би рекол, затоа што Филипче зборуваше што зборуваше, му одговори. Ете прекинав, анкетите, да. СДСМ е некаде трета политичка опција. Често пати. Тоа е оди кон пасокизација и они не учат од тоа. Државотворната партија која што беше владеачка, иако ние 2017 избори беа наместени да се кладиме во што сакаме секој, тие беа намештајка што би рекле народски за ветер во едра, беа тотално нелогичен резултат, тотално демантиран на следните избори и на следните и на се, и требаше ветер во едра за промената на името. Во Америка се води сериозна дебата, дека тоа е сериозна операција на делови од длабоката држава, предводени од Сорос, дека преку хибридни напади, шарени револуции, пари за контролирање на влади кои после ќе бидат во служба. Биле чадор. Јас го читав извештајот на американските сенатори и конгресмени и републиканците кои што се против Сорос и обвинувањата на Трамп дека Сорос бил чадор на одредени индивидуи, организации и партии во одредени држави за промена на власта. Се сеќаваш на Заев, чадорот. Сега го дискутиравме пред 3 минути, имаме чадор. Тоа е терминологијата на чадор. Така се враќаме на истото небе. Заев условно кажано воскресна во моментот кога Мицкоски на митинг спомена дека тој и Филипче добивале куферчиња со пари од поранешен бугарски премиер, повторно се сведува на кај тој Бојко Борисов љубави, што би рекол Стево Пендаровски. Оди натаму работата, но се спомнаа куферчињата и Заев наеднаш се вознемири нешто. Имаше слики од неговата спална соба, он имаше златни прачки, многу кеш, веројатно тие се истите кои ги спремале за Заев и за Филипче. Не случајно, значи ги спомна Христијан Мицкоски куферчињата со пари и после толку долг мог се јави Заев, немало куферчиња, немало никој не земал такво нешто, да не му импутира на Филипче, односно се бранеше сами од себе си. Феноменот на бувата на главата е тоа, да. Баш он се пронедал тие куфери. Анализиравме дека голема веројатноста дека куферите завршиле кај Заев, бидејќи тој договор они што го направија со Бојко Борисов е сега моментов рак рана за пробивот на Македонија кон Европската унија и мислам дека тоа е договор од Македонија никош да не влезе во Европската унија. Ако вие знаете дека каква таква сме имале заедничка историја со Бугарија и да формирате историска комисија кој што никогаш не може да не се договорите, е тригерот на таа ќе има улога решавачка во тоа дали во крајната оценка за годината за Македонија пред Европската комисија и таа комисија историска има удел, мора да даде зелено светло дека работите течат како што треба. Бугарите нормално ќе речат, не се согласуваат дека Илинденското е наше. Вие треба да видите политички тотално изгубен за да можете да прифатите историска комисија која ваква како што Бугарија сака да протажира во јавноста и во светот, и дека вие никогаш нема се договорите. Големи е веројатноста дека сте примиле пари за да бидете антидржавни елементи против Европската унија, затоа што сте ставиле нешто за кој сте свесни дека со таа држава никогаш нема се договорите. И
веројатно ни работеле Македонија никогаш не биде во Европската унија. И некој кој е логично се ставите нешто што за кое имате сериозна дебата и ќе имате со години сериозна дебата, тоа не е брзата лента на Бујар Османи на Заев дека ние сме на брза лента. Ние сме на многу успорена лента и токму заради тоа македонските државни позиции се бранат со тоа што ако ги ставиме бугарите во уставот, кој никој нема проблем, што ден потоа, дали утре некој од историската комисија ќе има забелешка. Настрана забораваме дека зборуваме за најголемите лажговци во историјата на политиката. Се сеќаваш дека пред 7 години на 28 јуни со палците во авиончето донесоа датум за преговори со Европската унија. 7 години потоа нема абер. Ние сме единствена држава што во време да сам у светот, секоја година ние почнувавме преговори. Неколку пати годишно тоа им беше како почнавме, а никако да почнеме и тоа беше иронично. Знаете што потценување на интелигенцијата на народот. Тоа е најголемиот мајндсет на СДСМ, што они мислат дека се елита и се што можат најумните, неубавите, дека тоа ќе биде прифатено со бесплатно здравство, европско и така натаму. Видовме дека нема ништо од тоа. Напротив, они сериозно ги нарушија македонските државни позиции. За среќа што ВМРО ДПМН сега успева да ги врати, треба време. Добро е што па на некој начин во Европа сега се откриваат вистинските мотиви и можеби наративи дали има желба Европа да биде проширена или е повторно иронично, можеби Украина која е во војна, која има многу корупција, да биде дел од Европската унија, Молдавија со нерешени никак, а Македонија или делови од Балканот не. Тоа ќе говори за вистинската желба дали Европа преку такви, не цела Европа, не зборам за одредени политички структури и елити, преку нивните испостави ќе наоѓаат начини да бидеме ние виновни, токму во ликот на Филипче, каде што веројатно и таму има некој ракопис, да пуштаат резолуции и ние да бидеме самите виновни, да не бидеме во Европа. Усвари големата слика е дека Европа нема таков геополитички порив да не ушмука сите потреба затоа што има сериозни проблеми. Еве у Франција, у Германија ситуацијата во ретникот на Мерце многу спорна. Сите, Полска сега имаше, нели? Треба да бидеме мудри, да направиме чекор назад и реформите што ние ќе ги направиме. Знаете, луѓето веројатно стануваат свесни, голема миграција имаме во Европа, дека реформите што ние ги правиме за државата, не за Брисел. Многу е тенка линијата ако вие имате европизација во државата без да бидете членка и имате добра економија, многу е тенка линијата да сте вие членка формално правна или не. Имате систем или не? Имате систем или не. Тоа е вистинскиот одговор на тоа што Брисел ќе мисли за 10, 15, 20 години. Работа дома и реформи, тоа е тоа што македонските граѓани го сакаат и го бараат во моментов. Имаме уште теми за отворење, ќе зборуваме за резултатите, за тоа што тие ќе значат и за ВМРО и за СДСМ, но и за Македонија. Со нас е Милан Стефановски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е безбедносниот експерт и политички аналитичар Милан Стефановски. Зборувавме за соодносот на силите. Кажавме еден дел од една анкета за албанскиот блок во Чаир. Исто така денеска излезе една анкета за Битола. Повторно е од ИПИС, повторно е 1004 испитаници, но овој пат за Битола, направена исто така во периодот на октомври за потребите на македонската радиотелевизија. И сега што вели таа? Таа вели дека Коњановскиот ВМРО ДПМН има доверба од 26,6% и што е интересно, втор е Габриела Илиевска со 11,2%. Таа е независен кандидат. Трет е кандидатот на СДСМ Куневски, за кој што се изјасниле 10,8%. Нешто што се повтори и во неколку други анкети направени исто од ИПИС, исто за потребите на МРТ, по изброј испитаници, само во претходен период, тоа беше септември, кисела вода
трет е кандидатот на СДСМ, во Ѓорче Петров чинам партиски гледано, трети се исто, значи каде и да погледнеш, ова стана феномен. СДСМ во македонски средини станува трета партија. Тоа е тоа што го анализиравме колку се очени тие политики. Мислам дека народот не сака веќе деструкција, не сака црни сценарија, не сака подметување пожари, не сака лепење на трагедии од типот на Кошани како лешинари. Или Велес последното. Велес, да. Дегутантно. Тоа е писма му инсинуира пораки до министерот Тошковски, мислам, тоа се удбашки методи, ама гледате вас ве прави трет политички фактор. Значи тоа е не црвено светло. Таму алармот свири у моментов. И ве дефакторизира. Да. И македонските граѓани за жал повторно ги подценуваат, Милан? Како и секогаш не го надраснаа. Не учат од лекцијата, дури во полоша сценарија влегуваат. Значи они го моделизираат само тоа да има друга форма, но ракописот е исти. Тоа е на СДСМ, со службите, со следење. Тоа е мантра у секој владење на СДСМ го има. Ама јас секогаш го посетувам затоа што така е. Најнаш ја снема со пожарите. Афера за следење на новинари, на лидерот на опозицијата, со резолуцијата, бизнисмен, да. Па ќе чекаме нова трагедија имало секогаш, па после резултатот и така натаму, но суштината е иста. Членството на СДСМ заслужува ново раководство. Очајно е да одите у левица. Јас ставот за левица го имам неколку пати дискутирано во јавниот дискурс. Тоа е политичка партија која е балон, во кој никогаш ништо не може да испорача. Да одите тамо, или некој во знам, бидејќи сепак знаме друга политички формат на тежина, патриотизам и така натаму, се одвојува. Не зборуваат за фекали и така не. Да. Можеби таа елита од поранешното СДСМ таму гравитира. Патриотското криво, македонското криво. Државотворното ткиво. И тоа е добро. Да биде во друг политички кампус, да не ги извалкаат овие со калта од Мурдино. Од една страна, од друга страна, тоа е жалосно да членовите одат кон левица, тие што се поочајни, тие што се помалку очајни во друг политички кампус. Генерално на СДСМ не му е состојбата добра. Ова е алармка што нив им пишти на секоја секунда. Кажа председателот на ЗНАМ дека им се јавуваат на членови на ЗНАМ од СДСМ и ги молат да се вратат во редовите на СДСМ. Пред неколку дена го соопшти тоа, така што очебино е. Многу е важно членовите да бидат слушани, за да не бидат трети или четврти политички фактор, да се вреднува нивното мислење, па понатака глас, за да може да се изберат лидер, а да не имаат авторитирани лидери. Во Филипче, па после Филипче може ќе сака некој нив Лупчо од Крива Паланка, независно. Во таа смисла треба СДСМ да се коригира и реално они не може да дадат никаков отчет, они нема ништо сработено. Очекуваш да паднат на 5-то место, сега се на 4-то. ВМРО ДПМН, ДУИ, Вреди, па СДСМ се според последните анкети. Дали ќе бидат на Ако продолжат вака, да. Ако сега видите, они можат и да се згаснат. Прашањето е дали е тоа окей или не окей. Да направат услуга на Македонија, така. Па после се што направија против Македонија, искрено. Историјата и граѓаните ќе ве казнат до таа мера да ако треба да згаснете, а се занимавате со вакви политички стратегии и антидржавни политики, ништо страшно, можеби добро ќе биде за државата, еден таков формат на политичка дезиграција, една политичка нестабилност, извор на служби, извор на криминал, да се спакува и да згасне. Секогаш службите нема да дозволат, бидејќи тие ги раководат сите афери. Ја мислам дека и службите не би сакале и вие на 5-то место да видите, ама знаете како, секогаш е добро дено да имате во политичкиот етер некој таков политички субјект, но добро е за државата и за СДСМ да има конструктивна опозиција и тоа да биде сепак СДСМ не левица, затоа што сигурен сум дека членовите на СДСМ повеќе мислат за државата од овие на левица и ќе им треба само малце сила да се соочат, да се судрат со мисли, со тези и да може да се изберат легитимен нивен лидер, па понатака после 5, 10, 15 години би имале можеби шанса за повторно да ја водат државата. Зависи од нив.
Друга страна, пак преголема одговорност на ВМРО-ДПМН да биде осамена на политичкиот врв. Еве, ако сега има, се најавува огромна победа, што таа победа ќе значи за ВМРО-ДПМН, освен огромната одговорност што ќе добијат, бидејќи гласот на граѓаните, особено во тој размер, ако е така огромна како што очебино и ќе биде, значи огромна одговорност за да одговорите на тоа што сте го ветиле, нели? Во спортска... Нема да влезат во еуфорија, предпоставуваш, нема да... Па не, мислам дека ова лидерство на ВМРО-ДПМН и чочекот е за некој друг, нели? Да, тоа се за автопатишта кои веќе други има изградено. Тоа е за СДСМ можеби повеќе, но и ВМРО-ДПМН и која победи убедливо. Немаше некоја еуфорија дека знаете, сега ни дојдовме на власт. Мислам дека на експресијата на лицето која Христијан се обрати на јавноста, на лидерот на ВМРО-ДПМН, во неговиот профил, вака физички говореше дека он е свесен за одговорност. Вие имате одговорност да прво држава да ставите на нула. Вие сте свесни дека таа држава е деградирана, дека е уништена. И сега вие треба да дојдете на нула. Многу е тешко вие под земја да кревате на нула, многу е полесно кога ќе почнете од нула да кревате нагоре. Во спортска терминологија многу е тешко да се качите на врвот, многу е потешко да обстоите на врвот. Почнува да дува ветер, многу е тешко да функционирате таму и така натаму. Од таа смисла мислам дека мајнсетот на лидерството на ВМРО-ДПМН, Мицкоски, Владо Мисајловски, Николовски, да, сите се искусни, имале политички пrekодно ангажмани и победи, знаат како е да се сгреши, знае како треба се коригира и дека политичката еуфорија на другиот ден на никого нема да му донесе ништо добро, току вие треба да имате да се сочите со одговорноста и да почнете сериозно да работите. Во таа смисла сите ресори, повеќе и помалце, имаат исушителни резултати, затоа и рейтинзите се такви како што се. Инаку таа секоја политичка логика, кај вас мислам дебитиравме, дека политичкиот рейтинг после една година од изборите или стагнира или оди надолу. Тука гледаме дека се бустира, тој има континуитет на раст. Тоа е таа синхронизација на континуитет на надолна линија на опозицијата, што исто така преседан досега не се случува вакво нешто. Да тонат обично опозицијата како власта повеќе секој си расте за себе, секој си тоне за себе. Проблемот е друг. Што ќе посееш, тоа ќе жнееш, вели народот. Да. Во таа смисла одговорноста ќе биде на ВМРО-ДПМН. Сериозни локални проблеми се уште имаат општините. Но добро што има јасна стратегија во делот на финансите. Предадувам тука поглед на статистика од Светска банка. Во времето на СДСМ од 2022 година до 2020 практично четврта година, сите имаат во регионот раст од 3-4-5%, имаме 2%. Сега растот на ВМРО-ДПМН го враќа на 3, 3,5 и понатака во раст, на стабилен раст и понатака на буст на растот, ама сите други држави го имаат од прилика тој процент. Кога СДСМ владење имаме 2%, Црна Гора има 7, Србија има 4, Хрватска и така натаму. Значи и економијата е таа базична енергија која и треба да се дава на државата, затоа што секојаш на крајот денот македонските граѓани имаат пред во делот на економијата. Еве сега и во корупцијата, нели, после подолг период не е како главен проблем, ниту етничките конфликти, туку економија, инфлација, реформи и во тој кампус практично ВМРО-ДПМН е цели и дава резултати. Затоа рейтингот е таков како што е. Така, денеска имавме токму прогноза на Светската банка која што не смести на позитива, исто така и дека ќе продолжи следните 2 години, ништо не е случајно. Така. Да. Во економијата, во финансиите, во математиката се мери работливоста, резултатите, таму нема штедување како анкетите на СДСМ. Светска банка е сериозна институција. Не ова рейтинг на Спасов. Да, на Спасов и на рейтинг на Спасов, така беше. Во таа смисла Светска банка е сериозна институција и ги мери сите параметри. И тоа е една од показателите и успесите дека ова влада успеа не само да стабилизира урнесната економија, туку и да ги креира темелите на раст во подолг период.
Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и на вас на довербата. Ми беше чест. Исто. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.